Уште една убава значена јубилејна револуција, овој пат за рап музиката. За оние кои што еве сега не се вклучувате, да знаете дека на почетокот на месец декември, поточно на 13 во Младинскиот културен центар, некаде со почеток во 19:30, токму Пука Козметика ќе ве покани да заедно прославиме 30 години од формирањето. Така што на некој начин во оваа кино Фросина започнува да се раскажува таа приказна на групата од своите почетоци до денес, така што за овие интересни сите можеби еволутивни процеси на рап групата Пука Козметика ќе имаме прилика да разговараме подетално можеби со нашиот Дарко Масларковски утрово само на вака телефонска линија што се вели, она што еве маицата ја прикажува Дарко. Тоа е веројатно и нели познатото лого на Пука Козметика, групата што е формирана во декември далечната 95-та година. Дарко Масларковски еден од централните фигури на групата заедно со неговиот брат близнак Жарко. Така што Дарко, многу ми е драго што во овој момент можеме да кажеме 30 години, дуваме свекички за Пука Козметика, роденденски за оние кои што со вас сиве овие 30 години ужива во музиката. Се надам дека тоа нема да престане, бидејќи најавувате и на некој начин една патувачка приказна. Еве за тоа многу повеќе во продолжение. Добро утро уште еднаш од студиото на Телма. Добро утро Марко, добро утро сите гледачи на утринска на Телма. Како што најави, ета на 13.12. Во МКЦ славиме роден ден, 30 години Пука Козметика. Од Ново Лисиче до целиот свет, од нашите почетоци. Значи, прво иде приказната за Пука Козметика. Во кино Фросина имаме интересна идеја, не би откривал многу детали, но тука ќе ја слушнат тие кои што ќе дојдат на тој момент, зашто има три сегмента нашиот роден ден. Прво, значи, приказната на Пука Козметика, потоа промоција на плочата, вадиме винил издание во чест на нашите 30 години работа, со еден мал коктел, нели, да почастиме ние, да ја почастиме нашата публика. Ке има слушачка промоција и потоа продолжуваме во денсинг салата со концертна забава. Ке има наши другари низ овие 30 години кои што биле со нас, ке има млади емсиња и секако ке има и концерт на Пука Козметика. Да, многу ми се допаѓа Дарко што последниот период практично секој втор музички артист кај нас кој што одбележува можеби некаков јубилеј или пак сака да прослави некаква своја дискографија, независно дали стана збор можеби за 5-10 годишен јубилеј, во случајот како и кај вас, се одлучува да направат барем ако треба помал, меѓутоа значен тираж на винил плочи, што ми е навистина многу важно во целата таа културна ризница и музичка ризница. Дали можеби тоа за вас е еден носталгичен потсетник, еден уметнички избор или нешто повеќе, како што кажа 30 години постоење на Пука Козметика, со оглед на тоа дека вие и чинам дека во 2006 првпат го издавате првото албумско издание, па потоа во 2012 го имате овој троен албум. Ова е претпоставам дека продолжување на издавањето, овој пат винил плоча. Овој пат на плоча, тоа е наш сон бил од секогаш, меѓутоа знаеш дека тоа скапа работа, значи не е воопшто ефтино да се направи. Сме изделе на цедиња. Овој пат ќе издадеме на плоча и се надеваме, бидејќи спремаме нов албум, нов материјал, истиот да се најде на сите можни аналогни носачи на звук, односно се надеваме да го има и на касета. Прекрасно. Инаку, споменав, 30 години еволуција, револуција на рап културата, благодарение и на Пука Козметика. Како денес Дарко, Жарко и целиот тим го доживува рап движењето во Македонија, можеби? Апропо, кога ќе се подсетиме на тие рани години, каква беше публиката, какви се можеби начините денеска на снимање, дали имаше можеби некој пат многу повеќе поддржувачи во музичкиот бизнис отколку денес, тоа би сакал еве да те прашам. Па ние некако сме вратени назад, конкретно за Пука Козметика. Чувствуваме многу голема поддршка овие денови, од кога објавивме за настанот. Мислиме дека сме таму во јадрото
кај што почнувавме. Имаме најава од другарите од средно дека ќе дојдат. Супер. Другарите од Мало, од Ново Лисиче, пријателите кои што сме ги запознале, луѓето од музичката underground фела. И што знам, сега рапот низ овие 30 години почна доста така затворено. Негде имаше 2008, 2009, 2010 голема експанзија и сега зборуваме за underground хип-хоп, нели, не за мејнстрим музика. Мислиме дека сме вратени таму назад и затоа и го правиме во Младинскиот културен центар и се надеваме дека ќе има наши пријатели, фамилија, фанови кои што од почеток до крај ги знаат нашите песни, уживаат во нашата музика. Многу интересно дека голем дел од тие што ги пишуваат во овој момент, тоа што ни ја полни душата и срцето е дека пораснале со нашата музика, дека нашата музика всушност во нивниот живот играла голема улога и со тоа станавме свесни дека Фуга Козметика не значи само на нас, туку значи на поголем број на луѓе. Да, на многу слушатели. Да, различно е во секој случај. Кога почнувавме со синтесајзерче, со ритам машина, на која чисто колина правеше рап, потоа во студио и денес е многу лесно, денеска можеш и дома да си направиш студио и да снимаш песни, меѓутоа ние албумот па решивме да го снимаме во едно од најдобрите студија во Македонија, кај Ивица Јанкуловски, во Олшар студиото, во стара телевизија, тука до вас, до Во Телма. близина на Телма, така е. Во близина на Телма и така, го спремаме новиот материјал. Овие денови треба да пуштиме, снимавме видеозапис, го пуштаме првиот сингл, ќе има уште еден до концертот, уште еден сингл и така ги очекуваме сите другари, пријатели, фанови да дојдат на големиот роден ден, кој што во плановите е да продолжи низ Македонија од негде пролетта, од рана пролет, од март и да ја поминеме цела Македонија до почетокот на лето. Да, многумина се радуваат за патувачката приказна и на некој начин оваа македонска турнија. Еве кратко пред да се одјавиме, Дарко, а сигурно ќе имаме прилика да пред концертот да ве поканиме и во студио. Кога ги слушате еве со твојот брат песните и со целата екипа, старите песни од Фуга Козметика, каква е денеска таа носталгија и чувство? Дали се идентификувате со истите тие пораки и чувства, бидејќи Фуга Козметика често нели се поврза со критиката на системот, социјалните теми? Дали денес чувствувате дека рапот е се уште може и платформа за промена, бидејќи многумина па и велат тоа е сепак нели музика за добра забава? Па да, меѓутоа еве ние собирајќи сега за плочата и избирајќи што ќе иде, значи тоа е компилацијска плоча. Доста песни што сме ги забораиле и не сме ги слушнале, ги слушнавме, иначе братот претражувајќи најде преку 250 песни на Фуга Козметика. Тоа е голема дискографија. Што не објавени. Ние секогаш сме го држале тоа, дури кога отиде во фул комерцијала нашиот бренд Токсикологија, сепак јас и Жарес секој пат сме останале на основата, на оној вистински хип-хоп, кој што треба да носи порака. Сега некои песни носат и порака за забава, меѓутоа поголем дел од нашите песни се социјално ангажирани и малце ни е криво што некои песни се уште држат. Иако се правени пред 12-15 години, се уште ми е жал да кажам, меѓутоа ништо не е променето. Се менјаат гангстерите и тастерите, се менја власта, се менјаат дилерите, волкот го менја крзното, но не и намерите. Да, така што е многу повеќе за ова и за новата музика и за патувачката приказна. Си ветуваме вака јавно на Телма телевизија пред почетокот на концертот, некаде можеби во првата половина од декември. Ве чекаме во студио на Телма малку повеќе да говориме и вака да се вратиме. Поздрав до Жарко, од се срце.
се гледаме, фала ви Телма, доаѓаме обавезно. Од секој пат Телма не подржувала. Од најмали, првиот спот ни го пушти Телма. Првиот спот рапери у криза ни го пушти Телма и стана голем хит и после мора и другите телевизии да го пуштаат. Правиме добар музички притисок. Дарко, Жарко, од се срце ви благодарам за ова вклучување, баш вака изненадување. Пука козметика нека живее и повеќе од 30, ќе најавиме, секако е значено за винил. За 20 години. Одлично, ви благодарам, момци. Уживајте сега во процесот на создавање, секако и логистички да добро тоа да се изменаџира за промоција на 13 декември во МКЦ во Кино Фросина, Плоча, како што кажавме, најава на патувачка приказна турнеја и секако нова музика од Пука козметика.